Добро вечер, почитувани гледачи. Понеделник, ново издание, 24 анализа. Вечерва мои соговорници во студиото, од мојата лева страна Јован Деспотовски, директор на Дирекцијата за слободни економски зони. Добро вечер. Добро вечер. Трајан Ангеловски, Сојуз на стопански комори. Добро вечер. Добро вечер. И Дрилон Исеини, Комора на Северозападна. Добро вечер. Добро вечер. Доминира политиката колку да сакаме да избегнеме во овие моменти, но пред да влеземе во студиото Трајан разговаравме некако се е детерминирано од тој политички контекст што се случува. Вечерва има некои заклучоци од Советот за безбедност кај председателот. Една од нив е дека некои личности политичари од Бугарија треба персона нон грата да се прогласат и европратеник. Сакам да прашам, цело време анализираме состојбата со Бугарија преку политичка диоптрија. Колку целиот овој контекст влијае врз економските односи со Бугарија? Бугарија е наш трговски партнер, инвестицијски партнер, присутен овде. Ние како граѓани често одиме во бугарските, особено зимски центри. За жал имам информација дека оваа сезона има информации за украдени возила од пред хотели. Не знам каков е епилогот, но не ми се допаѓа таа информација. Се надевам дека е изолиран инцидент, би рекла, но колку целата оваа тензија која сега во моментов не ми дава некои сигнали дека работата ќе тргне на подобро, влијае врз трговските односи, еве како представник на власта. Сосем на место прашањето, искрено не сум слушнал за инциденти на наши сограѓани во Бугарија. Навистина ме жала која така подсетува на едно време пред 70-ти на години. Со нотирање сепак еве да кажам во надеж дека изолиран инцидент да се случува не е битно секаде во окружувањето. Доколку е така би подсетило на едно време пред 70-80 години на немили настани што ги имавме кај јужниот сосед. За среќа таа ситуација веќе надмината. Дали има влијание, искрено не ги знам трговските бројки со Бугарија од минатата година. Од она што го гледав генерално ние нарасна трговската размена, така да верувам дека Бугарија не исклучок. Меѓутоа веројатно ќе има влијание за туризмот секако. Не е добро, секако не е добро. Јас кажав, политичарите, посебно на бугарската страна, во желбата да се додворат кон електоратот заради нивни домашни политички потреби, очигледно повеќе прават штета. Се нанесува, сепак сметате, од таа политичка штета ќе имаме и економска штета. Самата таа психологија не може толку едноставно да влијае. Почнавте со прашањето за туризмот. Почнете со прашањето дали нашите граѓани кои што во изминатите години масовно ги посетува бугарските туристи, не сум меѓу нив, меѓутоа знам мои многу пријатели кои што го прават тоа. Веројатно кај дел од нив ќе се појави дали од револт или можеби од стравување за да не се повторат такви инциденти, веројатно можеби да има одредена резерва. Така што во тој случај штетата ќе биде повеќе во тој случај на бугарската страна бидејќи ќе изгубат одреден девизен прилив. Се надевам дека нема биде така, затоа што повторно кажувам, граѓаните на двете држави не се виновни за тоа што се случува сега. Повторно кажувам, неодговорноста на политичките структури пред се во Софија, тоа сум го кажал некако пати јавно, немам проблем да го кажам повторно, во желбата да се додворат и да ќерат ситни политички поени пред својот електорат, прават повеќе штета отколку декларативните заложби дека некоја готина за доближување на двете општества и двете држави. Ангеловски и Сини исто коментар за ова. Јован веќе кажа еден дел од евентуалните можни консеквенции така натаму, меѓутоа знаете, секогаш треба да бидеме со ладна глава, секогаш треба да се трудиме да размислуваме перспективно. Секако во одреден краток временски период ќе има одредени консеквенции, меѓутоа ние сепак тука живееме, тие се наши соседи и мораме да функционираме, да го дадеме нашето најдобро во следниот временски период и да ги развиваме и трговските односи и да ги изградиме коридорите. Мислам дека поголем проблем од оваа политичка состојба во моментов се можда коридорите. Ние секогаш разговараме колку е трговската размена. Јас секој пат кога поминувам по тие патни коридори се чудам како ние навистина правиме толкава трговска размена. Се извинувам на изразот по оние кози патеки кои се со една лента, негде и пола лента и така натаму, навистина е чудно. Мислам дека е тоа само една кратка епизода и ќе заврши многу кратко. Политиката секогаш знае во одреден момент за своји потреби да продуцира вакви работи, така да. Да. Добро, Сини.
Вака, значи бизнисите функционираат врз база на очекувањата и секако секој позитивно движење во општеството во регионот, еве во патот кон Европската унија дава позитивен стимул кон тоа што се вика бизнис инвестиција или очекувања. Секако ваквите случувања не им одат на полза на бизнисите, бидејќи секако тоа дава некаков си психички товар кон нив, дали да искористат одредени пазари или можности при инвестиции или соработка. Ние велиме да тоа е така и мора некако политичарите да олабават малце. Сега не сакам да навлегувам кој е крив во конкретниот случај. Не треба да трпат ниту граѓаните, ниту бизнисите. За жал сега и кај нас премногу зема простор политичката агенда и во нашата земја. Сега највеќе се зборува за тоа каква влада ќе имаме овој период. Се помалку се зборува како ние да се справуваме или да се спремиме за оваа година, бидејќи сме на почеток, или како ќе се справуваме со предизвиците што ги има бизнисот, почнувајќи од енергетиката па се понатаму. Добро. Ова како вовед во емисијата пак нотирам дека политиката за жал е таа која што во голем дел ги детерминира и тие бизнис текови, како што рече Ангеловски, со надеж дека ова ќе биде епизода, иако малку потрајува и можеби ќе биде потпалено сега ако и дојдат уставните измени на ред, но ќе видиме за тоа потоа. Деспотовски, што би била поразлична оваа 2023, веќе ја ситнеме 23 ден од оваа нова календарска економска година, што би била поразлична кога зборуваме за логистика на државата кон домашните фирми? Минатата година се изнаслушавме бројни барања, имаше забелешки од бизнисот, доволна, недоволна минимална помош и така натаму. Што ќе биде поразлична кога зборуваме за логистика? Зборувам, ве прашувам, дали и во енергетиката ќе продолжат програмите за поддршка, кога велиме ја субвенционираме на бизнисот, не знам, половина, 50% од електричната енергија. Поволните кредити, можеби и некои форми на грантови, што ќе биде поразлично оваа година? Мерките се буџетирани веќе во буџет кој што е усвоен, кој што веќе се реализира за 2023 година, да не ги повторуваме сите бидејќи ги дискутиравме тука и поддршката за во делот на енергетиката, сите оние мерки кои што со кои што влеговме во оваа година, односно кои што ги наследивме од минатата година се уште тука. Важно за домашните компании. Јас би кажал е тоа што забелешката е таа дека имаме можеби на почетокот на годината така делува малку подинамична присуство на политиката во јавноста, актуелните дискусии во однос на проширувањето на владеното мнозинство, уставните измени и така натаму, меѓутоа, знаете како би сакал да верувам, да кажеме ги имаме сите елементи да се случи тоа, да 2023 биде навистина посветена на реалните потреби, не на економијата, него на реалните потреби на растот на економијата. Добар дел од работите кои што ги започнавме минатата година, дека зборувам во сегментот на функционирањето на дирекцијата, кој е важно тоа бидејќи ги тангира навистина веќе домашните компании, домашните инвеститори. Например, влегуваме во 2023 година со предлог измени на законот за индустријски зелени зони, со кој што например излегуваме во пресрета конкретно дрилуване тука, на едно барање кое што долго време е на маса, меѓутоа не е реализирано, тоа се инфраструктурни и сите останати потреби за поддршка на бизнисот кој што веќе постои. Кога велите инфраструктурни... Ке дадам пример, Дрилон го знае, тоа сме го дискутирале, да кажеме зоната во Избегово, зоната формално, неофицијално постои како зона, која што екзистира таму добри 20-25 години. Јас кога бев именуван на оваа позиција пред 2 години, една од првите средби беше токму со представници на тие компании. Добро, и што ќе значи ова за таа зона? Тоа ќе значи дека државата, она што единиците на локална самоуправа на нас за 20 години не успеваат да се договорат, да им излезат во пресред за основните базични потреби на самите компании, а тоа ќе ви кажам што, тоа е пат, канализација и вода, а и струја, значи многу основни потреби,
Со измените во законот кои се веќе во владина постапка, значи тоа е нешто што го подготвивме минатата година, веќе го презентиравме на владата, односно Министерството за економија, ќе овозможи државата да стави рака на тоа, да вложи и да ги обезбеди овие основни услови за функционирање. Но тоа е само зона Бизбегова, често таа беше проблематична токму на оваа тема. Често сме ги снимале тие бизнисмени што имаат бизниси во крупната слика, Деспотовски сакам да знаете како создадеме. ова е дел од крупната слика, бидејќи овие компании, Дрилон ги знае бројките подобро од мене, генерираат некаде околу добри 200-300 милиони, можеби повеќе, над 300 милиона годишен износ. Само за таму, за таа зона. Така да ова е дел од зона. крупната слика, сакам да кажам. Влегуваме во исто така со поддршка на ЕУ во еден проект, тоа е проект кој што опфаќа повеќе институција, тоа е рационализација на јавен сектор, срамежливо бе се присутен во јавност, инаку проектот доста храбро се случува. Со финансиска поддршка на Европската унија се случува еден процес на рационализација на јавниот сектор. Нешто што многу долго време се зборува, сега се случува, во кое што, ќе дам еден пример, Агенцијата за странски инвестиции се спојува кон дирекцијата за ТИРС и креираме единствен национален инвестициски сервис, односно агенција. Тоа значи дека сите странски, ами и домашни инвеститори добиваат една влезна точка во која што ќе може да обезбедат целата поддршка за Добро, ова е администрирање што беше најавено, сакам за администрацијата малку подоцна, околу тие спојувања. Се случува. Ве молам, сега сакам околу состојбата со бизнисот и бизнисмените, веројатно го видовте буџетот за годинава. Деспотовски вели се интегрирани веќе оние форми мерки на помош. Дали ќе биде доволна за годинава? Сте разговарале пред да почне оваа нова календарска година економска, сигурно информирани сте. Ако знаеме дека енергетската криза ни се прелеа, инфлацијата, фала Богу, уште тлее и се соочуваме со неа. Еве имаме политичката криза со Бугарија, нова, можеби реконструкција владина, па ќе загази негде таму на средината и веќе сценариото за изборите ќе се подготвуваме. Дали оваа година и каква ќе биде од аспект на државата и логистиката? Иако се обидуваме ние како економски бизнис сектор некако да се дистанцираме од овие политички движења, меѓутоа и во разговоров сепак цело време дискусиите не се сведуваат. Да. Значи, и во вашето прашање, дали помошта на државата? Знаете што? Поради тоа што одредени институции не функционираат на адекватен начин, што Јован веќе го спомна, дали општини, недоволно изградена инфраструктура, тие компании платиле одредени надоместоци, некој не им ги исполнил тие нивни барања и така натаму, и сега државата мора да прави некој си лекс специјалис за да добиеме ние елементарни економски услови за да функционираме на елементарно ниво сегде во светот, тоа ќе го добиевте првиот ден. И Јован веќе му го дава на сите странски инвеститори кои ќе дојдат првиот ден. Државата не е. Јован како директор, државата и репрезент. Значи, дефинитивно треба повеќе да се фокусираме, да ја направиме државата и државните институции да бидат оперативни на дневна база, да си ги завршуваат своите обврски според описот и пописот на нивните работни задачи. И мислам дека е тоа главно, а што помалку да разговараме колку државата помош. Државата само добро да функционира, мислам дека најголемата помош ќе му ја даде на стопанството на тој начин. А кога велите добро да функционира, освен некои административни процедури? Знаете, веќе сме разговарале во повеќе наврати. Административни процедури, сега да ги гледаме поединечно министрите, сите министри ќе ви објаснуваат дека има зелена транзиција, а 80 и не знам колку документи за да ја направите таа зелена транзиција. Ќе има промени, ќе има промени, ајде да видиме кај се промените. Еве, промените се донесоа пред неколку месеци, каков ефект донесоа промените? Колку барања или колку инсталиран капацитет, со колку проценти ние ги стимулиравме со тие измени новите барања? Нема. Значи, нештото ако се случува, некако ние како реален сектор многу често имаме впечаток дека работите на вистина секојдневно одат на буткање. Значи, за најрегуларна процедура морате да се јавите, морате да прашувате, морате да молите, морате да ургирате приватни, не знам какви релации, за да добиете елементарно право да инсталирате фотоволтаици, сонцево да го искористите, за да нема потреба државата да префрла
250 милиони во ЕСМ, па ЕСМ да има дебели минуси, па Сето тоа повлекува друга должничка некоја приказна наша. да не ја однесеме државата евентуално во банкрот. Ако вака продолжиме, среќа ценава на струјава некако се стабилизира сега на одредено ниво. Да. Сега дури се случуваат и одредени интересни моменти, она регулираната цена на струјата во одредени моменти е поскапа од берзанската, така да не е таа субвенционирана 70%. Па добро, дај Боже да се намалува, ама во ситуацијава така изгледа, со тие цени. Меѓутоа, еден сериозен процес ни престои. Европската Унија веќе ќе воведе ограничување за целокупната електрична енергија која ќе влезе по Европската Унија. Значи ќе мора да се плати оној данок carbon footprint, значи колку се произведува јаглероден диоксид за производство на таа струја. Следно е, секој производ ќе мора јавно да се декларира, значи колку јаглерод е произведено за негово производство, така да таа навистина зелена транзиција ние мораме ден порано да ја завршиме, што е можно Од вчера требаше да почне, практично. побрзо да се имплементира за да дојдеме спремни за тој временски период, за да не бидеме во една офсет ситуација. И сини? Значи, тоа што често ние го кажуваме, структурата на буџетот останува некако 30% од прилика, сега зборувам не точно социјални мерки, 30% инвестиции, 33% или повеќе нешто друго. Значи, проблемот е административен и правен. Например, со новиот буџет имаме над 800 милиона евра капитални расходи предвидени за проекти, инфраструктурни проекти. Што вака супер звучи, нели? Да, тука ако се гледа стапката на инфлација, ние сме од прилика на тоа што сме биле минатата година, со тоа што имаме други предизвици. Правниот предизвик е тоа што по законот за јавни набавки не може да се променува износот на одредена понуда до одреден степен. Например, над 10% не смее да се промени износот на тоа што е договорено веќе. Од друга страна, цените на многу работи во светот, на тоа што е репроматеријал или тоа што треба да се гради еден пат, се менува постојано и фирмите, значи, се во дилема дали да влезат во овие големи тендери, бидејќи законот не е флексибилен доволно да им возможи да одредени промени да ги прават во од. Значи, ова е првиот проблем што е од правен аспект. Ние ова го имаме адресирано до Министерството за финансии и до Бирото за јавни набавки. Немаме некој фидбек од тоа. И другиот аспект административен, колку ние имаме капацитет да си тераме такви проекти, кога знаеме дека слабо ни оди со реализација на капиталните инвестиции, особено во период кога почнуваме скрининг, односно преговори за членство во Европската Унија. Зашто велите слабо? Ја мислам дека сега денови имаше нека пресконференција во владата Деспотовски за реализација на капиталните, мислам 90% нешто беше некој процент се извади. Близу до 90. Да, што не е толку баш некој... Добро, бројките транспарентно не се објавени колку тоа точно така било. И сега што правиме во ситуација кога поголемиот дел од администрацијата, најдобрите, се во маса во Брисел денеска или утре, преговараат за одредени поглавја. Значи, како овој дел ќе го менаџира владата? Значи, во еден дел работиме за тоа да ги осогласиме законодавството, од другиот дел да реализираме капитални расходи. Мислам дека тука е клучниот проблем на државата и мислам дека тука треба да се најде добар баланс како да ги распределиме ресурсите на државата, да и се користи тоа што е предвидено со буџет и да не изгубиме од процесот. И овој круг ќе го почнам повторно, Деспотовски, ќе ми дозволите, со представници од двете комори. Повторно и Сини со вас и Ангеловски за вас истото прашање. Имаш еден интересен текст деновиве минатата недела дека бизнисмени од Штип се исплашија од новата канадска инвестиција. Ке се отвара канадска фабрика некоја со канадски капитал и дека ќе абсорбира работна сила и дека тоа може да биде удар за дел од домашните фирми кои вложуваат, инвестираат во работен кадар и сега одеднашка
Некој ќе дојде субвенциониран со поволности и така натаму од државата и ќе ја преземе таа работна сила. Е легитимно ова прашање за размислување. Секако. Од една страна, од друга страна добро е можеби за развој на пазар на труд и така натаму. И сени моето прашање е, долги години ја водиме таа дебата за рамноправност помеѓу домашниот и странскиот бизнисмен. Дали конечно можеме да кажеме дека имаме балансиран однос на државата и дека не е за едниот мајка, за другиот маќа? Јас колку што се сеќавам, ова влада имаше различни размислувања во делот на функционирањето на технолошките развојни зони. И сега не знам таа дебата внатрешна или тој концепт дали го имат развиено поразлично како тоа да профункционира во иднина. Секако и Јован кажа дека не се рамноправни. Значи, тоа што го добиваат странските инвестиции во тие зони, тоа што се нуди надвор преку другите различни мерки, закон за финансиска поддршка на инвестициите, закон за државна помош и слично, не е исто и од аспект на процедура и од аспект на волумен на придобивки што ги имат. Ние секако велиме дека еднакво треба да се третираат и домашните и странските инвестиции, бидејќи поголемиот дел од профитот нашите фирми го инвестираат тука, додека странските инвестиции го носат со себе. Да бидеме јасни, не сме против странските инвестиции, тие имаат одреден удел во делот на економијата, во развојот на општеството и слично, но треба да ги гледаме и домашните капацитети, како да ги поддржиме нив. Имаме над 70.000 правни субјекти во државата и како тие да ги поддржиме. Дали се доволни овие мерки? Не се по наша. Така да претпоставувам дека владата веќе долгорочно сега треба да размислува во делот на тоа како да ги третираат овие зони во иднина. Например, кој концепт функционира, дали тоа што е општо во државата или тој што е во технолошко-развојната зона во Тетово, каде што функционира со приватно партнерство. Дали тој концепт има поголеми придобивки или овој што се реализира во другите развојни зони. Дали вредило тоа таму да се направи во една многу плодна земја, која што е една од најплодните во регионот земјоделски земји. Така да, земјиште. Така да, овие прашања валјда треба да ги... Само во овој дел ќе посветиме дебата околу овој рамноправен однос. Не случајно веднаш го поставив Ангеловски ова прашање која рековте државата и инфраструктура. Тоа е функцијата на државата. Да обезбеди инфраструктура, како што обезбедува во слободните зони, да обезбеди елементарната инфраструктура, не само во избегува секаде каде што е потребно. Имаме зони во други градови, зборувам зони, неформални зони каде што има повеќе фабрики. Тоа е функцијата на државата. И не треба да бидеме благодарни, таа се извршува својата функција со парите нели од нас, од приватниот сектор, така едноставно да кажем за гледачите. Странски ВС домашни. Не знам каков е статусот на зоната, не сум бил во скоро време. Има една многу атрактивна зона во близината на Скопскиот аеродром. Со оглед на моето работно искуство во изминатиот временски период, често патував и секогаш знам дека најдобрите зони се скоро секогаш до аеродромите, комуникацијски поврзани. Мислам дека до пред некое време таа зона нема асфалтирана инфраструктура, веројатно струја има објекти што функционираат. Збориме за Петровец зоната и така натаму, и еден поранешен владен функционер вика, неговото објаснување беше вика многу ефтино ги купиле плацовите. И за тоа нема на јавна лицитација биле се купени по онаа цена по која се продадени и така натаму, обврска на тој што ги продал и на таа држава, тука да не ги некако измешаме работите. За нас и општините се државен орган и овие од централната власт, за нас сето тоа е еден државен апарат. Некој кога нема да ја изврши, дали се викал Јован од онаа агенција или се викал Трајан од онаа општина, знаете, многу малце битно. Во однос на рамноправниот третман, мислам дека во одреден временски период од одредена желба да се привлечат одредени странски инвестиции, се со цел да се намали тогашниот фантастично висок процент на невработеност, некако акцентот се фрли премногу нагласено на привлекување на странските инвестиции и домашните компании тотално се запоставија,
дури се случи еден ваков процес. Се затвара одредени домашни компании благодарение на лоши приватизации, на лош менеджмент, каде што и државата имаше учество и така натаму. Се затвара, скоро можам да употребам израз, одлични по производи и по поставеност компании кои ден денес во оваа енергетска криза еден добар дел од нивните производи би ни значил, а се носе одредени странски компании на кои му се дава одредени екстра субвенции и така натаму. И ние што направивме? Од странските директни инвестиции и овие компании кои ги привлекувавме на тој начин, кои гледајќи медицински, тие знаете што представуваат? Помошно лековито средство. Она што домашната компанија нема да може да го произведе, вие со привлекување на вакви странски директни инвестиции ќе можете одреден импулс да ја дадете на домашната економија, да ја намалите невработеноста, да тие компании користат одредени услуги. Макар да во однос на производите постои студија од Европската унија и незината локална канцеларија, многу малку употребуваат од локалните добавувачи. Следно прашање, тоа беше главната идеја. Тука е потврдено, освен Јован, ако нема некоја понова, таа која од пред неколку години, значи процентот е символичен. И ние сега се претворивме од ова што представува помошно лековито средство, ние го представуваме дека е како носечка стратегија, носечка стратегија или може да ни представува главен елемент за исхрана. Сачуваш. На економијата, нели, фигурата? На економијата. Значи, домашната економија навистина треба да изградиме на едно завидно ниво, а одредени работи, одредени региони, тоа постоеше и во бивша Југославија, фонд за неразвиени подрачја. Дури јас знам, моето семејство е по потекло од Охрид. И сега постои. Да, а тогаш ЕМО Охрид знам, државата му донираше во многу ситуации така натаму да гради фабрики во Македонски Брод. Општина со многу низок приход. Во одредени други региони каде што навистина државата имала потреба да ја зголеми вработеност. Така да сметаме дека навистина на домашните компании треба да им се даде фер пристап до инфраструктура, до сите елементарни потреби за правење на. Па добро, не е само инфраструктура, дека нели ние имаме различни форми на помош на странските инвеститори. Да, инфраструктурата е клучна за инфраструктурата е клучна за да изградите, вие можете најсовремената фабрика да изградите, ако имате каулив пат, навистина многу работи. Добро. Кај финансиската поддршка, навистина е важна дебатата и ова е големата слика за која што треба да дискутираме. Се можеме да дискутираме она што ја прашате преска, со што влегуваме од 23-та, влегуваме членство НАТО, преговори со и така натаму со 150 милиона капитални за буџет. Меѓутоа овие се практичните работи со кои што мислам дека ќе го направиме исчекот. Па тоа е кога ќе слушнеме, кога ќе го направиме тоа што на луѓето навистина им треба. По делот на финансиската поддршка се согласувам, значи СДСМ од секогаш и кога, значи додека беше посебно во опозиција, имаше свој став и аргументи зошто политиката на тогашната влада на ВМРО-ДПМН, посебно кон странските инвеститори, не била сосем усогласена со интересите на државата, многу политички коректно го кажав ова. 2018 година се донесе закон за финансиска поддршка. И тоа е, не велам целосно усогласување на статусот на домашните и странските, меѓутоа значаен чекор напред. Зашто? Заради тоа што во 2022 година соодносот на исплатена државна помош домашни према странски е 2:1. Тоа значи дека за 1 денар што е платено на странските, домашните добиле 2 денара. Тоа е податок. Мислам, не сакам да убијам дискусија, затоа што е многу важно. Не, добро, ова е веќе некој податок. Не, меѓутоа дали е тоа доволно? Не, одма ќе ви кажам не е доволно. Не. Значи тоа е факт, дали е доволно? Не. Сакам да продолжи дискусијата. Дали е доволен па тој сооднос? 2 динари на домашната и на странската. Не. Инфраструктурните услуги се една работа. Зоната ви збегува, спомнав Брилоне, тука па ме, да, како пример. Имате милион ситуации. Јас бев изненаден. Имавме на средба во Стопанската комора 3-4 месеци како ми менува, значи почеток на 21-ва, покрупни домашни бизнисмени, никој не прашуваше за државна помош за пари. Али редовно кај сите се појавуваше прашањето. Инфраструктура, процедура, градба и така натаму. Знаете, исто една работа која што ние не зборуваме, меѓутоа не знам колку е доволно познат. Инвеститорите во рамки на зоните почнуваат со градба на идеен проект. Чекаат 3 или 5 дена за одобрение за градба. Имаат 6 месеци да достават основен проект.
Инвеститорите, било кој нормален инвеститор, треба сака да прави уште еден погон било каде надвор, таму каде што е сега. Колку време чекате? Но, не е битно. Не, добро ти е прашањето. Само проектната документација, Не, ти благодарам на прашањето. Само проектната документација 200.000 евра за новиот погон. Не, те прашам колку време чекате. Парите баш. Мислам дека 6, 7, 8 години. Добро, окей. Окей, не, тама. Имаш дуб, гуп, усогласувања, и кога збориме, овде во град Скопје, доколку е општина каже да испратила во град Скопје. Тоа е затоа што ова се пари затоа што губат добивка. И ние кога зборуваме за изедначување, изедначувањето треба да биде во третман. И ја повторно кажам, ако државата вложи во дирекција со своји процедури кои што стојат на располагање исклучиво за странски компании, јас имам проблем. Зошто тоа не би го понудил на сите останати домашни, по одредени параметри, нормално. Може би не на сите, може би не на гранапчени и така натаму, меѓутоа компании со одредени нерационално инвестициски проект за хала, милион евра, кој што работува 100 луѓе, да чека во општина во бюро, на бюро, кај некој што треба да удири печат за одобрение за градба, заедно со барање за доградба на гараж. Нема логика. Од аспект на интересот на државата и ефикасно искористување на ресурсите за кои што зборуваше Дрилан, нема логика. Зашто? Што и пасош која вадите, ако сакате да си го извадите за 2 дена, се плаќате поише пари. И тоа функционира, нема проблем. И затоа велам, системот кој што постои во рамки на дирекцијата, тој што е ставен на располагање на странските компании, со овие измени кои што се веќе во владина процедура и дополнително со еден целосно нов пакет на измени на законот за ТИРС и ставаме на располагање на домашните компании. Че пак велам, финансиската поддршка е таа, законот за финансиска поддршка постои. Пак кажам, можеби не е 100% изедначен третманот, меѓутоа бројките и податоците се тие. Меѓутоа да стекна третманот, домашна компанија доаѓа, тропно е на врата и вели јас сакам утре да почнам да градам, поведете градете. Ма кој треба тоа да го каже Деспотовски, поведете градете? Слушаме што е проблемот. Државата и институцијата треба тоа да го каже, така? Јас внимателно слушам година дена што е проблем. Проблемот се согласуваме дека тој. Имаме локации во државата, имаме компании кои што чекаат по години за дуб. Не за одобрение, одобрението е после. Значи тоа значи дека имаме едноставно пречка. Реална пречка која што треба се надмини. Да, пречка не кошта пари. Да ги надминеме еве за странскиот инвеститор, а не можеме за домашниот инвеститор. Тоа е моето прашање. Слабоста на наша страна и за тоа велам. Смената законот ни дозволува конкретно. Се не може да им кажеме зона ви избегува, срушете ги вие сите објекти, па ние зона направиме па да ги изградите. Не. Велиме законот предвидува можност. Зона се формира. Не смеш ретроактивно, значи. Не. Зона се формира на локација каде што има веќе изградени индустријски објекти. По одредена студија да направиме процен. Ако стварно компаниите плаќаат 300, има 300 милиона извоз и плаќаат стотици милиони придонеси од државата, затоа што државата не може пати канализација да направи. Добро, ако вака добро ве разбирам меѓу редови, сепак вие иако сте директор на нели слободните зони каде што се странски инвеститори, математички повеќе се дава финансиски на домашниот бизнис, но дали логистиката е исто квалитетна како сепак сметате, се согласувате тука со Исин кој што рече, можеби во крупната слика домашните бизнисмени потешко се борат на пазарот. Би бил луд да не се согласам, мислам тоа треба да видам слеп при очи. Затоа ви велам, и заради тоа, знаејќи го тоа, она што велите ви, која е големата слика? Еве големата слика. Кога препознаваме проблемот, и ајде да направиме исчекор кој што го збориме 20 години, не сме го направиле самијачи. Деспотовски тоа, ајде веќе 5 години владата оваа власт на власт, како да кажам, таму се институциите и механизмите. Ајде да пособиме. Од 2020, значи од кога настапи пандемијата, до 2020, заклучно со 2022, значи Македонија е се уште во минус 0,3 според Светска банка. За кој основа зборуваме? За странски директни? Бруто националниот. БДП. Сите земји од регионот излега, сите земји имаат раст кумулативен визави 2019, плюс 3, плюс 5, плюс 8, плюс 10 има некој. Ние сме во минусно салдо. Тоа е резултат на Јован, тоа е резултат на Трајан, тоа е резултат на Дрилан, тоа е резултат на цела држава. Добро. Значи нешто навистина мора да се промени. Треба да се ослободи она што го зборуваме инвестицијскиот потенцијал. Велиме членство во НАТО, окей, членството во НАТО носи стабилност, безбедност. Преговори со ЕУ, точно, магично ќе не го решат проблемот, веројатно не. Меѓутоа носи стабилност, предвидливост. Така,
Нема да менуваме закони како ќе ни текне, него си има одредени правила. Што друго треба? Финансиска поддршка, ви кажа, бројките се тие постојат. 1:2, значи веќе се случува. Владата си го исполнила тоа. Дали е доволно, ви кажав не. Што е следно? Луѓето викаат имаме проблеми со процедури. Спора. Го блокирам инвестицијскиот потенцијал на домашните компании. Океј, до мене ќе го коригирам. Не до мене лично него, сакам да кажам. Институциите се проблем. Ајде го коригираме тоа. Ова генерализирање како институција, како не систем, веројатно у тој систем негде има подсистем и се вели оваа општина и овој сектор во оваа општина. Знаете како? Ангеловски, знаете каде ви се документите заглавени и по колку време? Така, Гучија Фиока. Ама тоа е персонално не те. Јас се согласувам, меѓутоа додека бараме кој е виновен, да не биле заглавени во нечија фиока, сега се моментално одглавени. Моментално. Да, веќе одреден извесен временски период и се работи на терен, меѓутоа самата процедура ве доведува до таква ситуација да процесот трае фантастично споро. Значи сите овие тоа значи дека 5 години, 4 години неверојатно. Сега Јован спомна една многу интересна тема, НАТО. Не примија во НАТО, така? И сега во НАТО, гледате што се случува, нели? Се случува војна на 2000 километри. Војната индустрија во цела Европа цвета во овој момент. Зборам наши контакти од нашава стопанска комора со некои други комори и така натаму, војниот сектор во тие земји исклучително позитивно работи. Ние, фала Богу, во изминативе 30 години, а вклучително и последнава гарнитура, ние ги ликвидиравме сите војни фабрики. Сега Јован се труди да обезбеди некои странски инвестиции, а фабрикиве што ги имаме за производство на ракети, ги ликвидираме во моментов. На кој начин ние ќе бидеме партнери во НАТО и што ние ќе донесеме во НАТО како допринос во таа алијанса? Патлиџани и пиперки? Или нешто пософистицирано? Добро, и допринос. Тоа е недостаток на стратегија за развој. Значи, нашиот впечаток дека државава на вистина мора посериозен однос кон своите средства прво. Приметете се што е државно. Македонски железници, транспорт, минус 100 милиони. Последен извештај од ревизорот, ако не се лажам. Да, први се на листата најголеми должници. Македонски пошти. Че ни исклучат струјата во клиничките центри. Така? Добро, што говори ова све што го набројувате во... Ова говори дека не функционира системот. Не функционира системот. За жал. Да, за жал, не. Јован спомна дека во однос на тоа што е поддршка на домашни и странски инвеститори, се надевам размислуваше за делот на инвестиции, така? Во тој дел, значи... Да, закон за финансиска... Да, значи 23 милиони евра се исплатени кон нашите фирми, значи плюс 11,5 тоа е за странски инвестиции. Но сетот на придобивки што го имаат странските инвестиции не може да се спореди со Нема, тоа е тука, другото е ослободување, меѓутоа кога ги собереме сега кога ќе дойдат повторно ќе биде предноста на домашните компании или повторно кажам, не го кажав тоа за да убијам дискусијата напротив. Така. И сега што не функционира тука? Например, имаше иницијатива за нов данок на екстра профит. Значи, државата цели да обезбеди дополнителни 90 милиони евра средства кофинансирање во таа ставка на буџетот, односно во тоа купче на средства да ги имат тие пари во државната каса во случај да имаме некакви кризи. Значи 90 милиони ќе се обезбедат од државата, 90 милиони од Европската унија. И сега ние направивме некоја анализа, над 160 милиони евра има фирми, правни субјекти кои им должат на УЈП. Значи државата не може присилно да ги обезбеди своите средства. Значи ние викаме, ајде, земете ги тие пари, нема да ви треба 90 милиони евра екстра профит од фирмите кои биле... Ако го наплатите ова што е како регуларен некој долг. Така. Значи овој дел не функционира. Во делот на тоа што го спомна Јован да се ослободи потенцијалот. Значи по наша проценка градежниот сектор само во неколку општини во државата кои имаат суспендирано детален урбанистички план или имаат како се вика, значи престанок привремен мораториум за градба. Да, тука има над 600 милиони евра проекти кои
не се користат од државата. Се запрени, забавени и тие под мораториум поради овие причини. Така. Колку општините им враќаат долгови на бизнисите. Значи има огромен потенцијал на средствата кои не може да се искористат заради нефункционирање на правна држава. Ангеловски, морам се извинувам, ова околу екстра профитот сакам да го даноко да го прокоментираме, но морам реклами да повикам, еве веќе неколку пати реагира од режија, реклами некоја минута и продолжуваме. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Деспотовски соваз повторно се најавува зголемување на минималната плата, мислам над 20.000. Ако велиме дека бизнисот се уште живее кризни денови, се бори за ликвидност, ќе успее ли да го издржи и оваа епизода на притисок, ќе биде притисок за компаниите, ако велиме дека се борат со секојдневието, со високи трошоци, високи сметки за струја, големи давачки за вработени за да се задржи, одржи секое работно место и сега од март ќе имаме 20.000 денари. Добро, ако земеме предвид дека секако секој трошок плюс е товар за компаниите, меѓутоа ако земеме предвид дека во 5 години минималната плата порасна 100%, а сега порастот е некаде 10%, повторно кажам, не релативизирам, меѓутоа ако гледаме низ призмата на бројките, верувам дека ќе имаат капацитет да не само што ќе имаат капацитет, верувам дека поголем дел од домашните фирми ќе имаат интерес тоа да го. Кој би бил интересот да ги зголемат трошоците? Па знаете како се отвори дискусија, да не мислам дека го почнавте вие, го споменавте тоа во еден сегмент, беше поврзано со најава за нова инвестиција која што ќе реализираме во зоната во Штип, се отвори таква дискусија, здрава дискусија, патам кажано. Како домашните компании станат конкурентни со странските во делот на пазарот на трудот, бидејќи очигледно е тама дека веќе имаме заради намалување на стапката на невработеност, имаме зголемена конкуренција, еден од начините и преку растот на платите, така што можеби не треба да чекаме да расте минималната плата, можеби спиралата на порастот на платите треба да оставиме да економски да тече, сакам да кажам да оди напред, особено е поврзано со ова што го дискутиравме и на претходното прашање, тоа ако го ослободиме инвестицијскиот потенцијал на домашните компании, мислам дека ниту порастот од 10%, дури многу поголем пораст на минималната плата. Ама тоа е под услов ако го работиме за да го направиме, бидејќи знаете како сите ние настојуваме, знаете како зборуваме, сакаме високи плати, сакаме уредена држава, сакаме членство ЕУ и така натаму, да, како стигнеме до тамо, во позадина е економската благосостојба. Економската благосостојба не можеме да постигнеме со плати од 18.000 денари. Ниту со 20.000, за волја на вистината, секако, тоа е вистината. Така но зборуваме за еден здрав економски амбиент да, во кој што таа приказна... Здравиот економски амбиент, според мене, треба да почива на дискусија како што имаме денеска тук. Не знам, ќе ги сочекам соговорниците во делот на нивните ставови за минималната плата. Меѓутоа, здравиот економски амбиент почива на тоа, повторно кажам, како да создадеме услови растот да стане уште поголем раст. А не како го држиме растот под контрола, за да можеме трошоците да ги држиме да не растат понатаму. Знаете како, значи, едноставно мора го слободиме потенцијалот, едноставно мора, ако возиме до СЕУ трета, фрлиме четврта. Имам јас коментар да влезам, нели, соочување на аргументи со вас, но бидејќи имам од мојата десна страна представници од бизнисот, 20.000 минимална плата од март. Па минималната плата 20.000 ние не сметаме дека е навистина спектакуларно висок износ и сметаме дека по природен пат таа ќе расте, меѓутоа има неколку аспекти што ќе донесе оваа минимална плата. Оваа минимална плата од 20.000 ќе се подигни прагот, во приватниот сектор, а ќе се подигни прагот и во државниот сектор. Минатата година имавме известен временски период штрајкови на државните службеници од образование, ако не се лажам. И судство. Значи, минималната плата ќе донесе зголемена количина на средства слободни. Народната банка од една страна се бори да ја заузда инфлацијата, од друга страна ние ќе ја стимулираме сега со минималната. Добро, тоа е економски ефект што беше нотиран, мислам, и од страна на ММФ, дека зголемување на плати на пензии има инфлаторен ефект во економијата. Јас сакам да го сведам како ефект во бизнисот, конкретно, за компаниите. Ќе се бара, значи, за зголемување на цената на трудот, ќе се бара, особено во приватниот сектор,
зголемување на ефикасноста. Што значи тоа? Тоа значи, тоа е многу разумен и пазарен механизам, значи повисока цена, повисока ефективност ќе се бари. И приватниот сектор релативно едноставно со сите овие елементи ќе се соочи, али мислам дека државата дефинитивно повторно ќе дојде во одредена комплицирана ситуација и можни се веројатно повторно немили ситуации како оние. Алудирате на повеќе реакции од јавниот сектор? Па нормално, јавниот сектор тамо државата константно кокетира со бројот на вработени, нема намалување на јавниот сектор, растат трошоците, се зголемуваат финансите. Гледате, буџетите константно се зголемуваат. Буџетот за капитални инвестиции, да го анализираме со години наназад, е или исти или е помал, а во континуитет се зголемуваат, значи Сумите за плати. Сумите за плати, дефинитивно ние се претвараме во еден вид социјална држава, работиме само за одржување на јавната администрација и не знам колку е тоа паметно на долг рок. Дефинитивно членките кои ние ги представуваме, овој дел го имат абсолвирано, значи нема проблем по однос на овој што е ставен како минимален праг од страна на државата или тоа што се размислува сега, но треба да имаме предвид дека одредени сектори на индустријата мора да се поддржат од државата, особено трудоинтензивните сектори во државата, тие мора да се поддржат финансиски, барем во делот на да им ги субвенционираат придонесите, како што беше мерката во законот. Особено се многу во лоша состојба сега, еве, председателот доаѓа од Охридското крајбрежје, таму хотелиерството е пред колапс и мора таму тие да се поддржат секако на некаков начин за да може да се справуваат со новата мерка. Ние велиме дека секогаш платата треба да биде рефлексија на продуктивноста на вработените. Ама колку реално нашите фирми имаат капацитет и колку се конкурентни сега во ситуација кога се е поскапо тука кај нас, како може ние да очекуваме да бидеме попродуктивни за да ги плаќаме повеќе вработените наши. Значи, со цените на електричната енергија, со лошата патна инфраструктура која постои сега, со ригидните административни процедури за иновации, за не знам, за кратење на трошоци, еве например ние често зборуваме за инсталација на соларни панели во државата. Сето тоа ја отежнува работата и на крај нашите фирми не се конкурентни за регионалниот пазар. Така да во овој дел треба исто така да се работи. И мислам дека е финален заклучок на чив терет ќе падне сето ова зголемување нормално на крајниот корисник. Кога ќе треба вие одредена услуга да дадете, кога ќе зголемите прагот на влез, нормално преку одредени цени, знаете, се зголеми струјата, се зголеми цените на производите, се зголеми цената на одредени прехранбени производи. Едноставно невозможно е во сите тие калкулации да вие го надокнадите тој кусок. Нормално се враќате и правите пазарна калкулација. Меѓутоа, мислам дека државата најтешко поминува во сите тие премрежиња и дефинитивно ние константно бараме реформи. Значи бараме реформи на сите оние нефункционални средини. Државата располага на вистина со огромен имот, дали се некретнини, кој не знае да го употреби на адекватен начин, кои неискористени стојат. Јавни предпријатија кои во континуитет ствараат дебели минуси. Државата ги финансира. Па понатаму, например, сива и црна економија. Ради погрешните политики на одредени институции, кај нас постои сива и црна економија. Сива и црна. Знаете која е разликата измеѓу сива и црна? Значи, вкупно, според оние анализи на Светска банка, ние доаѓаме до процент од прилика 40-45% сива плюс црна заедно. Значи, пола-пола е од прилика. Со формалната економија. Значи, дефинитивно, дигитализација, сега бев во една европска земја, која ќе влезете во такси и која ќе извадите кредитната картичка, нема да плаќате со готовина, ќе сватите за каква земја. Добро, мислам дека и кај нас во некој од има во некој, меѓутоа не е сега. Не е сега. Да. Зелената економија, значи со години државата не дозволуваше,
и се уште на физичките лица не му дозволува на адекватен Да. начин, Добро, со се многу направи лимити и измени, така мислам. натаму. Значи сите оние светски трендови нема потреба нешто спектакуларно се само да се имплементира. Зафатени сме многу со политика. Деспотовски, еве при крај сме на емисијата, спомнавте реформа во јавна администрација, оваа тема, тоа реформа, јас еве скоро 3 децени во новинарство, кога ќе го спомнам тој збор, веќе ниту ја не знам баш што значи во некоја буквална смисла, но еве најавивте конечно можеби ќе видиме нешто во буџетирањето, се најавија спојувања, припојување на одредени институции за да се обезбеди некоја ефикасност. Го спомнавте примерот со дирекција и агенција за странски инвестиции. Да. Што ќе значи еве тоа да сликовито да знаеме? Дали ќе има рационализација на број на вработени, можеби? Рационализација на трошоци. А сега ве прашам од аспект на институционално буџетирање. Да, Во моментов имаме две институции. Ако создадеме една, што значи и за ефикасноста према граѓаните, со услугите, но и за буџетските трошоци? Знаете како, само една корекција, ќе одговорам веднаш на прашањето, иначе растот на капиталните во однос на прошлата година во буџетот е негде околу 30%, а платите во јавен сектор се 5%, вклучено е иначе буџетирано е растот Проценти на колку? на целата маса, значи Да, па колку е таа маса, тоа е битното прашање. Не, беше Што коментарот беше од аспект на тоа дали се предвидени во согласување во растот на минималната плата. Иначе растот на капиталните е многу поголем. Ради факт само не е. Да, истото. Аргументот држи, не е спорно. Не е спорно, аргументот држи. Потенцираше. Не е реформа, него е рационализација, така се вика и проектот кој што патем го финансира Европската унија. Рационализација подразбира Рационализација намалување. подразбира во многу сегменти. Намалување. Ова е само еден. Да, рационализација подразбира прво намалување на бројот на државните институции, односно институциите генерално. И јас ви кажав еден пример каде што нешто што е очигледно, а тоа се имат инвеститори кои што доаѓаат и сега не знаат дали треба тропнат тука или треба тропнат тука, па се мешаат. Вака имаме прв практичен чекор, нема да мора да им кажувам извинете, не сте за тука, одете 2 врати подоле, кога ќе тропнат една врата добиваат целосна услуга кај што треба. Тоа е број еден, тоа значи дека од аспект на користењето на времето и ресурсите на луѓето од другата страна, фирми се, не се граѓани, меѓутоа се едно, имаме од старт добивка. Втората работа што е важна е прашате дали ќе има намалување. Според мене на среда рок ќе има да. Зошто? Заради тоа што и поголем дел од процесите, еве сега конкретно институцијата што е предводам, поголем дел од процесите едноставно ги аутсорсираме. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека одредени работи за кои што постои понуда на пазарот од приватни субјекти, за кои што знаеме дека и многу побрзо, и многу поквалитетно, и многу поевтино ќе се работат, веќе давам. Тоа значи дека за такви услуги, буџетот на дирекцијата кој сум ја тука згоруваме двојно, Колка ви учите на тоа? со се поддршката што ја даваме према компаниите, мислам дека годинава сме основниот буџет е негде 1.600 милиарди 700, не сум сигурен, 30 милиони евра. без малце, да. Бројот на вработени не е зголеме, мислам дека имаме само 5 луѓе, значи тоа се 5 на 160, колку е тоа? 3%. Значи буџетот зголемен 100%, бројот на ангажирани лица 3. И така ќе остане понатаму. Тоа значи дека како растаме понатаму, не го зголемуваме пропорционално бројот на луѓето што ги ангажираме, процесите ги аутсорсираме, тоа значи дека процесите стануваат побрзи, автоматизирани, поефикасни на среќа, односно на задоволство на тие што ги користат. И ова е само еден пример. Кога очекувате процесот да заврши што Законот за единствена институција е готов. Паралелно со тоа имаме односно целосно нов закон за технолошки индустријски развојни зони кој што меѓу другото ја брише една од клучните пречки за влез на домашни компании. Трезорите, така што имаме паралелно со тоа и целосна либерализација во сегментот на влезот веќе на зона. Значи не зона да направиме таму каде што се компании, тоа што го споменав претходно, туку сега да возможиме и домашни компании со сериозен потенцијал да можат бенефитите веќе ги користат онаму каде што има изградена инфраструктура, значи веднаш. Пакетот на закони е готов, јас очекувам дека до крајот на февруари двата закона ќе влезат во владина процедура. И ова ќе биде прв чекор, затоа што исто ова следи не само за институции во сегментот на економијата, туку и за сите останати ресори. Да, има И безброј. ова проект е една од придобивките на процесот на почетокот на процесот на преговори со УЕ, тоа што проектот го финансира Европската унија, го работат експертски тим на луѓе од балтичките држави, кои што се познати по рационалноста и по ефикасниот јавен сектор. Очекувам
дека ќе имаме многу брзо. Добро, со ваков мониторинг може да очекуваме За дека тоа ќе велам, има за некој тоа ефект. велам. Да. И ова е големата слика за која што зборуваме. Значи, нашите барања се константни на оние институции кои имаат позитивен допринос во економската состојба на државава, да им се дадат адекватни буџети и ресурси за да може да ја обавуваат својата функција. Спомнавме 30 на милиони на 500 и нешто милиони директни странски инвестиции, така? Тоа е да, добро. Внатре се влезени оние добивките од Стопанска банка, ако не се лажам. Да, во тие Што не- 500 не се во само тие СД 500, и не, Не, сигурно, аха, добро, ти зборуваш само што од доци до зоните. НБРМ, а ние Да. ги зборуваме Од НБРМ, окей, добро, окей. Добро. Ајдна ваква споредба. Исто, Ама тука имаме капитал на голем дел, да знаеш, од Ока, 30 милиона, ока, 10 ока, милиона се ока. капитални само. значи, Кај нас. ова е една од агенциите што е позитивен пример за разлика од некои други кои се со дебел минус. Агенција за поддршка на туризмот. Милиони нешто буџет заедно со субвенциите, инаку 15 милиони денари за плати од останати трошоци, вклучително и промоција на држава на сајми во странство. 500 милиони евра од туризам минатава година 2022 имаме ние допринос во држава. Дали треба на таквите институции да им се крати буџетот или доколку остваруваат позитивни резултати треба да им се даде ветер во грб? Значи, дали треба на агенциите кои треба да ја промовираат, како на Јован, како ова за туризам, кои се позитивни примери, на вистина расте туристичкиот сектор. Ако растат странски инвестиции, да, нема проблем. Вработете и повеќе луѓе, донесете повеќе инвестиции. Овозможете ни и нас адекватни Ја услови. свативме поентата, така. Значи на позитивните примери да им се обезбеди адекватни ресурси, а овие кои прават дебел минус, се знае, или ликвидација, или приватизација. Нема трето. Рационализација. Политички спакувана рационализација. Рационализација. Само ако можам да се надоврзам со ова што го кажа председателот, значи тоа што ни фали нам е, нели, стратегија за развој, како понатаму. Значи ова што сега го работиме со UNDP и со вице-премиерот Битичи, што правиме ние за 20 години. И прашањето ми е што ќе се дешава во иднина со технолошко развојните индустријски зони, нели ние штом ќе станеме членка на Европска унија, тие ќе треба кој ни е екзит стратегијата, колку ова што го ја инвестира држава, овие средства што ги дава во тие зони, колку тоа не се исплаќа во среден и во долг рок. Значи да го суштински прашања Многу се едноставно, вложат таму, многу да. легитимно екзит стратегијата веќе ја правиме и со либерализацијата, меѓутоа и со измените законот за индустријските паркови, во суштина. Системот ќе се реформира на начин на кој што можеби без царинскиот статус ќе се загуби. Меѓутоа, поддршката од аспект на инфраструктура, поддршката од аспект на лесен пристап до одобрение за градба и така натаму, финансиската поддршка, преку закон за финансиска поддршка или кој да е закон веќе во тие што рамки тоа станува, тоа не е спротивно на законот за ЕУ, напротив. Затоа велам, отварањето на трезовите кон домашните компании и обратно, доаѓањето наше на прагот на домашните компании преку отварање на индустријски зони, уствари не е екзит стратегија, тоа е развојната стратегија. Така што ова што сега се случува веќе токму во тој правец. Да во даден момент, кога ќе се случи членството во ЕУ, 20-30, во ред, во тој случај ние само ќе имаме еден елемент, а тоа е да, преводен период за сите оние кои што треба да доискористат она што има од аспект на зборам сега одредени даночни повластици и така натаму, го тргаме како елемент на државна помош, останатото го задржуваме и функционира, бидејќи никаде не ве секаде во Европа и во светот имате индустријски паркови. Неспорно, паркот подразбира целосна инфраструктурна поддршка од како се пат, струја, услуги, не знам, објекти, you name it, све. Така што сега, дали е оправдано да постојат 15 или 20 такви меурчиња каде што функционира економски модел, или можеби треба да размислиме, тоа да е тема за разговор, да ги избришеме и цела држава да ја направиме, да функционира како индустријска зона, тоа е нешто што треба да се размисли, јас сум лично за таква дискусија, па дури за такво решение.
особено за држава територија во која го поштиваме. Добро, и на крај сме само сакам да прашам колку домашните фирми видоа бенефит од овие странски компании, постојано беше интенцијата да се обезбеди што поголема соработка, да користат услуги, да ги користат домашните компании, ете во целиот тој ланец. Тоа беше многу важно прашање. Тоа беше многу важно прашање, многу напори се направија, што од државни институции, што од страна на меѓународни фактори, дали Европска унија, Светска банка, АФС едно време, ММФ и така натаму. Значи, дефинитивно многу лимитиран е точниот одговор. Мал број од нив да почна одредени кооперантски односи, да купуваат одредени производи од домашни предпријатија, меѓутоа за жал најголемиот дел од нив функционираат по добро познатиот лонг систем, што е за текстилот што кажуваме за штип, значи комплетно се увезува, тука се вршат, со оглед дека сум техничко лице, ги разбирам тие процеси производство на одредени производи, значи многу елементарни технолошки операции и веднаш се враќаат, значи во целиот тој систем, значи компаниите кои вршат транспорт, се плаќа вода, струја, елементарните платите и даноците кои се остаруваат и тука мислам дека дефинитивно се влијаеше на намалување на невработеноста и мислам дека тука застана целата таа. Не сум прочитала некоја анализа, например, да видиме колку домашни компании, во каков формат, дали логистика или биле ангажирани преку странските компании. Од информациите што ги имаме ние, логистика дел се користи домашни фирми и во делот на снабдување со прехрана. Ама тоа е незначителен удел. Тоа не може од Германија да се донесе прехраната, и водата. Јас едно локално прашање, се извинувам, нета твоја позиција тука земам, за Јован, што се случува со германската инвестиција во Тетово, бидејќи од Тетово сум јас. Од Тетово, добро. За електричитета. Завршува постапката на техничка постапката за спојување неколку парцели, пошто е доста голем објектот, малку поголем него очекувањата и првични, да се прилагоди основниот проект, бидејќи има одредена регулатива специфична домашна која што треба да се почитува, така што релативно брзо очекуваме дека ќе почне со работа, односно со градежните работи, иначе роковите се во принцип исти како што беа претходно предвидени, така што немаме одлагање во тој сегмент. Не повеќе од тоа што го имаше до сега, така? Не, све се во рамки на општиот план, така да нема секако, значи втора половина 24-та планирано е тест производство веќе така. 24-та ќе се возува, Тест производство, да не прекажам. Тест производство. Мислам може. Да, мора да завршиме. Види што е генералниот проблем. Ворете фабриката и ќе се произведи во 2024. Главниот проблем е тоа ќе бидат електрични возила. Значи сега тука ќе треба комплетна инфраструктура на мрежи за полнење на тие возила. Мрежи, оние кои поседуваат такви објекти, дали како куќа, настрешници, каде што ќе можеш да инсталираш обновливи извори на енергија, каде што ќе можеш да ја складираш таа енергија, па кога ќе се вратиш дома да го уклучиш возилото да го наполниш, значи цел еден систем ни треба кој мој личен впечаток дека касниме со сите тие. Тоа не е поврзано со оваа инвестиција, тоа е поврзано генерално со транзицијата. Со транзицијата, али пази, кога веќе се произведува таков производ, за да можеш да го употребиш тој производ и во Македонија, да испадне сега ние го произведуваме производот за да го изведеме негде. Износа секако наменато грото, меѓутоа да се Убаво се тоа звучи, да, ќе почекаме до 2024. Деспотовски на крај да ве искористам и ве ги преговориве околу проширување владеачко мнозинство и така натаму. Веќе се калкулира некоја мини реконструкција владина. Политичка една оценка е за стабилноста на моменталното владеачко мнозинство, проширување, уставни измени, известни ли станува дека ќе дојдат сепак на дневен ред во собрание? Како функционира ли се на СДСМ? Со овој чекор сметам дека сме, да кажеме, нешто поблиску до обезбедување на бројката потребна за реализација на уставните измени, кои што мислам дека секако треба да се случи, ги трнеме од дневен ред, затоа што точно абсорбираат голем дел од вниманието, а во суштина не мислам дека менуваат нешто превише од аспект на нашето секојдневно живење, така што мислам дека многу трошиме ресурси и внимание на нешто што едноставно треба да се случи.
а може да ни донесе само бенефит. Стабилно, да, мислам дека постојано, не мислам дека постојаната владина мнозинство е секако стабилно, со овој чекор да се обезбедува дополнителен елемент на стабилност, кој што мислам дека ќе биде важен. Едноставно одредени теми ќе ги трнеме од дневен ред. И повторно ќе се вратиме на она што го зборевме на почетокот на емисијата, тоа е веројатно ќе добиеме многу помалку политика, многу повеќе внимание на овие развојниве теми, барем во 2023 година, дека не дозволува времето, бидејќи следната година Да. сега избори. Да, добро, тука морам да завршам бидејќи истече тајмингот за оваа вечерашна емисија. Ви благодарам на сите тројца што одвоивте време. Можеби не се атрактивни овие дебати, но овие емисии, овие проблеми што ги говориме се дел од нашето секојдневие, особено за приватниот сектор, каде што нели ние го поминуваме по големиот дел од денот и тоа е практично перспективата, тоа е економијата. Ви благодарам уште еднашка. Почитувани, тука е крајот на емисијата, ги најавувам вечерните вести од мене, пријатно.